Денес конечно ќе завршам со природата на жигот. Останаа само некои цитати од Духот на пророштвото. Иако и ова измината седмица не помина без катастрофа по прашање на ГМО вакцините. Значи, имам информација дека 23 починати во Норвешка од вакцината, од оние што ја примиле вакцината. Страшно нешто. Значи, не е оној доктор во Флорида што почина, а и тој беше еден, и некои уште други хоспитализирани. Или она болничарка, медицинска сестра во Австралија што се онесвестила, па дали било од тоа или не било. Сега почна да се множат случаите и сега оправданијата или реакциите ќе стануваат се по-неприфатливи и по-неубедливи. Малку порано во текот на седмицата имав прочитано дека, значи, за мене ова ќе беше голем настан, што сега ќе го споделам, но ја вчера ја прочитав оваа вест за Норвешка и сега ова што сега ќе го прочитам не изгледа страшно во споредба со Норвешка. Имено во Израел, кај онаа популација која што веќе била вакцинирана, за 17% се зголемила заразата од COVID-19. Со други зборови, сите кои што тврдеа, а особено ако продолжат и сега, од сега натаму да тврдат дека вакцината е заштита од вирусот или ја спречува инфекцијата од вирусот, заразата, навистина ќе тропаат глупости. Дали може би ова се совпаѓа со најавите дека, бидејќи некои тоа го кажува, дека и после примањето на вакцината ќе треба да се носат маски. И после примањето на вакцината ќе треба социјална дистанца. Па зошто ќе треба? Сега гледаме дека навистина и вакцината е непотребна од аспект на човечкото здравие, а веќе зборувавме колку е штетна и опасна, колку е и неморална од аспект на абортираните фетуси, кои што се користат во незиното производство, во незиниот состав. Нешто што заборев да споменам минатата сабота, дека ги стерилизира луѓето. Има ефект на стерилизација и тоа се совпаѓа исто со агендата на Четвртиот рајх. Значи, помалку раѓања, поголема стерилност и поголема смртност на населението. Интересно е што во веста која што ја прочитав од еден хрватски портал logično.hr се вели дека израелските здравствени власти се погодени од паника после ова информација дека од веќе вакцинираните случаеви 17% се заразени. Што е страшно? Се разбира, некои се обидува да дадат оправдувања и објаснувања и за ова, меѓутоа нема никакво објаснување, за да имате представа колку изнесуваат тие 17%. Според израелската агенција И24 News, до сега, од почетокот на
вакцинирањето. Израел се смета за ковид светски шампион, затоа што досега, значи овие неколку седмици, дали има и месец дена, во Израел досега се вакцинирани преку 2 милиона жители. И од нив 17% се новозаболени од COVID-19. Сега, по логика на нештата, ако вакцината штити од вирусот, од овие вакцинираните требаше да има 0 новозаболени или новозаразени, а да се статистиката за новозаболени и новозаразени да потекнува од оние кои што не се вакцинирани. Така би требало да гласи логиката. Нели? Тогаш каква логика има најавата дека само они што се вакцинирани ќе може да смеат да патуваат, да излегуваат во ресторани, да живеат така наречен под наводници нормален живот, а оние што не се вакцинирани, тоа ќе им биде ускратено. Епа зошто кога сега и вакцинираните немаат заштита? Напротив, почнуваа веќе алармантно да умираат од ова лажна вакцина. Деновиве исто така погледнав едно видео каде што еден американски доктор, требаше да се преведува за да го пуштам, меѓутоа тој тврди, многу категорично тврдеше, дека истото што го кажа професорот Кристијан Перон, дека Кристијан Перон тврдеше ова не е вакцина, туку нешто друго, а овој американецов тврдеше ова е лажна вакцина, бидејќи таа прави, негови зборови, самото тело да произведе патоген. Значи, самото тело наместо да произведе антителата, односно да го произведе чарето за вирусот, самото тело од оваа вакцина произведува причинител на болеста. Патогенот вирусот е патогенот. Епа, ние објаснивме, ако се сеќавате, зошто е тоа така. Затоа што вакцината прави самата клетка да произведе вирусоиден протеин со она рокче или боздоганот, како што го нарече Томислав Терзен. И сега заради тоа се очекува навала на автоимуни заболувања кај луѓето, а се уште е рано, но веќе почнуваат да умираат луѓе. И за мене 24-цата до сега, за кој што јас знам, се голема бројка за толку кратко време да починат луѓе што ја примиле вакцината. Значи, вакцината не е лек за болеста, туку ја причинува болеста. Или уште ја влошува ситуацијата. Се поставува едно друго интересно прашање. Дали сте го чуле ова прашање? Мнозина прашуваат кога конечно ќе можеме да се вратиме во нормален живот. Оние што го поставуваат ова прашање, што подразбираат под нормален живот? Животот, да речеме, животот што го живееле до 10 март 2020 година, така? Тоа е најверојатно она што го подразбираат под нормален живот, иако зборот нормален тешко може да се прецизно да се дефинира што значи. Ако го прашаме Адам што е враќање во нормалата, што ќе одговори? Враќање во рајот. Враќање во Едемската градина, враќање во бесмртноста. Сето друго од кога го напуштиле рајот,
Сето друго е ненормално. И спасението тоа значи враќање таму. Пеколот за шејтаните. Еве еден голем шејтан, никој друг, туку извршниот директор на Светскиот економски форум, кој што секоја зима се одржуваше во Давос, Швајцарија, и еден од основачите на Светскиот економски форум, глобалистот Клаус Шваб. Многу соодветно презиме има за она што го застапува. Швабите беа синоним за фашисти во југословенските партизански филмови. Да. Како одговара Клаус Шваб, инаку ако се сеќавате, Клаус Шваб се прочу последниве седмици со изјавата дека до 2030 година нема да поседувате ништо и ќе бидете среќни. Значи, до 2030 година Четвртиот рајх планира укинување на сета приватна собственост. Сега, ние донекаде може да разбираме што значи тоа среќни во комунизмот. Само, ако навистина така се чувствуваат мнозина од постарите, дека во комунизмот бевме среќни, запаметете дека југословенскиот социјализам не беше тоа. Прашете ги бугарите и романците дали беа среќни во советскиот комунизам. За албанците не зборуваме. Тоа сега се планира со целиот свет. Колку ќе бидат среќни, не знаеме. Сега, како одговара Клаус Шваб на прашањето? Мнози напрашуваат кога конечно ќе можеме да се вратиме во нормален живот. Погодете како одговорил Шваб на ова прашање. Накратко, никогаш. Многу страшна, жална вест за сите неверници во светот. Многу радосна вест за мене. Неговиот одговор. Кога ќе се вратат луѓето во нормален живот? Никогаш. А бидејќи она што го планираат, па и овој слуга на новиот светски поредок и на антихристот, е нешто супер ненормално од сето оно што досега постоело во историјата на светов, тогаш што е решението? Ако нема враќање во минатото, во некој нормален живот, а не чека глобален фашизам, еден глобален, се користи последно време тој израз, глобален електронски концентрационен логор. Значи, еден глобален Аушвиц го чека целиот свет и тогаш шо е чарето? Нема враќање во минатото. Каде единствено можеме да гледаме? Само напред, како што вели апостол Павле, во Христовото доаѓање. Само Христовото доаѓање е излезот сега од оваа ситуација. И мене овој негов одговор ме радува, затоа што крајот е близо. Значи, ако навистина нема да има враќање во нормалата од оваа криза што започна пред една година, тогаш Христовото доаѓање и крајот изгледаат уште поблизу. Бидејќи ако Христос нема да дојде, ако треба да има наредни 40 и 50 години во овој свет, тогаш би требало да се вратиме во нормала, во некаква нормала. Значи, тогаш, ако биде одложено се, и диктатурата на антихристот, и Христовото доаѓање, значи, ако Христос не дојде за наредни 50 години, тогаш ќе треба да следи некое нормализирање. Значи, сегашнава криза, сегашниве планови на денешната црна мафија, ќе бидат, Господ ќе ги растори и ќе настане некое нормализирање
некое затишје пред следната бура и за да има наредни барем 2-3 децении. Но ако навистина нема враќање во нормален живот, тогаш Христовото доаѓање е многу близо. Нека биде Божјата волја, како и да е. А сега ќе прочитаме некои витални пораки од Духот на пророштвото. Да се подсетиме на некои зборови од последните настани или настаните на последното време. И веднаш првата страница, првата глава на почетокот, ќе се подсетиме на следниот цитат. Тој е инаку цитат од 9-та книга Сведоштво до црквата, страна 11, последната 9-та книга од Сведоштвото до црквата. Катастрофите на земјата и во морето, несредената состојба во општеството, гласовите за војни, сето тоа навестува зло и најавува дека се наближуваме кон случувањата од најголеми размери. Силите на злото ги зацрстуваат своите сили и ги збиваат своите редови, подготвувајќи се за последната голема криза. Запометите го ова. Последната голема криза. Дали веќе живееме во тоа време? Последната голема криза. Дали до сегашните настани се вовет во последната голема криза? Не знаеме, но ако нема враќање во нормалата, или ако никогаш нема враќање во нормалата, тогаш ние веќе го живееме почетокот на последната голема криза. И сега, овој цитат од Елена Вајд завршува со следните зборови. Инаку цитатот потекнува од 1904 година. Замислите кој време. 1904. Една година после Илинден. Наскоро во нашиот свет ќе се случат големи промени, а завршните настани бргу ќе се одвиваат или ќе се сменуваат бргу. Ќе бидат рапидни, бргу ќе се. Се сеќавам кога пред 30 на години по повод падот на комунизмот, на железната завеса, на Берлинскиот зид и сите тие настани, распаѓањето на Советскиот сојуз и Југославија, почна да се пишуваат книги, ќе се сетите и вие, од некои автори и адвентистички автори, например, кои што овие зборови на Елена Вајд ги применува на тој настан, падот, рушењето на комунистичките режими во Источна Европа. Сега, изгледа дека до тогаш тие настани изгледаа брзи и ја како што се сеќавам, навистина изгледаа брзи. Ја, например, влегов во средно школо прва година со комунизам, со Југославија, со Советски сојуз, све по старо, и излегов, значи, кога матурирав, немаше ни Југославија, ни социјализам, ни Советски сојуз, ни југословенска, ни советска репрезентација, ни... Сето тоа како да го издува ветар. Сега, а ова со коронава, колку брзо изгледаше ова со корона? Ова беше нешто многу побрзо. Да, меѓутоа, колку брзо се сменија работите минатата година, тоа е прашањето. Турбо брзо. Од една сабота до друга немавме некоја предвидување или некоја, да, ниту на крај памет, дека следната сабота и за наредни 2,5 месеци нема да имаме богослужение во црква. Толку брзо беше тоа. Што не чека сега? Мнозина се надеваме на некоја релаксација во оваа година, а всушност слушаме најави за нешто полошо.
Се слуша најави за војна, така наречена Трета светска војна. Ајде видиме во среда како ќе помине денот во Соединетите Американски држави. Ајде видиме дали Русија навистина ќе се спука со Турција и дали во Грција ќе настане голема глад како резултат на таа војна. Како и да е, имаме страшни најави. Некои од тие најави ме радуваат, иако сум свесен дека е страшно. Не би сакале да настане глад, да не може да се купува барем за јадење од било каде во близина. Да мора некако да преживееме во тешки услови. Но како и да е, да се надеваме на Божијата заштита и неговото водство, односно да му бидеме верни. Тоа е најбитно. И ако даде Господ некоја сабота, да не ветам веднаш следната дека ќе биде, може би нема да биде следната, може би нема да биде овој месец, но сакам да презентирам едно видео кое што ќе биде големо охрабрување за нас, ако навистина треба да се соочиме со некој период на глад, или затоа што се најавува пад на целиот економски систем, на сите национални економии во светот, или воопшто ако веќе дојде и она време кога никој нема да смее да купува и да продава, освен оние што го имаат жигот на зверот. Но тоа видео ќе го оставам за подоцна. Сега не ви ја откривам таа информација. Да продолжиме со некои други цитати во контекст на времето кое сега го живееме. Елена Вајд продолжува и вели: исто така од Review and Herald, преглед и гласник 1904 година. Времето на неволи кое ќе станува се потешко како што ќе се приближуваме кон крајот е многу близко пред вратата. Ние немаме време за губење. Светот е вдахновен со воинствен занос. Пророштвата од 11-та глава на книгата на пророкот Даниел наскоро ќе го доживеат своето конечно исполнување. Времето на неволи, какво што немало откако е век, па се до тогаш, Даниел 12 глава 1 стих, е токму пред нас, а ние се однесуваме како заспаните девојки. Да, например, Генерална конференција и Лома Линда, вакцината не влегува во јадрото на клетката и затоа нема да го промени вашиот генетски код. Заспана девојка. Мораме да се разбудиме и да го замолиме Господ Исус да не земе во своите вечни раце и да не поведе низ времето на искушенија кое е пред нас. Еве еден многу актуелен совет. Само ако сме во Божјата заштита, под неговата закрила ќе можеме да живееме низ времето на искушенија кое што е пред нас. Замислете сега овој цитат. Исто така, од истото списание 1904 година. Во светот владее се пострашно беззаконие. Да го примениме цитатот на денешно време, на 2021 година. На почетокот сме на таа година. Во светот владее се пострашно беззаконие. Владе? Се разбира. Многу пострашно од тогаш кога биле напишани овие зборови. И сега, слушнете следна реченица. Наскоро ќе настанат големи судири помеѓу народите, со ова Елена Вајд ги прорече двете светски војни, бидејќи цитатот е од 1904 година.
Но ајде сега да го примениме само на наше време, на оваа година. Наскоро ќе настанат големи судири помеѓу народите, па да, веќе слушаме гласови за Трета светска војна. Веќе слушаме гласови дека таа е веќе започната. Што мислите, ако, да речеме, се случи и помине некоја Трета светска војна, дури и со употреба на нуклеарно оружје, иако нема да биде таква, и ако некој иден историски учебник има лекција на тема Третата светска војна, што мислите, кој датум ќе биде избран како почеток на таа војна? Бидејќи ние, повеќето луѓе можеби си мислат нема никаква војна, затоа што нема пукање, нема војски, нема воени конфликти, нема оружје и така натаму. Меѓутоа, нели биолошката војна е војна? Што е короната друго, ако не биолошка војна? Дали навистина живееме, ако има таков голем воен конфликт во блиска иднина, дали ние веќе живееме во времето на таа војна? И сега последните збори на Вајд од истиот цитат. Наскоро, значи, ќе настанат големи судири помеѓу народите и потоа вели неволи кои нема да престанат се до Христовото доаѓање. Да се подсетиме уште еднаш на Швабот. Ако навистина денес, во овој временски момент, нема повеќе никогаш враќање во нормалата, тогаш во светлината на овие зборови, што треба да очекуваме да следи? Значи, сегашнава криза во светот, сегашните неволи, што веќе започна, уште лани да речеме, се неволи кои нема да престанат. До кога? Се до Христовото доаѓање. Колку сме близу до крајот и историјата на овој свет. И сега, последниот цитат, и конечно ја заокружуваме оваа тема за жигот. 6-та книга Сведоштво до црквата, 17-та страница. Таму е изворно напишан овој цитат. Видите што вели таа. Значи, ако завртите во главата од книгава, што се занимава цела глава специјално со темата жигот на зверот, таму таа кажува и пишува многу по-конкретни работи. Но еве ова само на почетокот на книгава, бидејќи тука е 15-та страница од последните настани, е наведен само овој цитат. Жигот над зверот, вели на Вајд, е токму она што е кажано дека ќе биде. На што мисли она? Кажано дека ќе биде. Веројатно на она што уште пионерите прв пат го кажувале во адвентизмот. Ако ја завртиме сега на 110-та страница од последните настани, нашиот превод, ќе видиме што конкретно кажува за жигот на зверот. Но јас сакав само ова да го за денес да го запаметиме. Се што е поврзано со оваа тема, до сега се уште не е правилно разбрано, ниту ќе биде разбрано, се додека не се отвори книгата. Звучи малку енигматски, не? Која книга? Која книга треба да се отвори за да разбереме што е жигот на зверот? Која книга е затворена, па треба да се отвори? Ве подсетува на нешто од во Библијата, нешто пишува, нешто дека има затворена книга што треба да се отвори? За да разбереме. Данијел, што имаше во Данијел, се сеќавате? Запечатија до последното време.
И тогаш во последното време што? Мнозина ќе истражуваат и знаењето ќе се умножи. Тогаш книгата ќе биде отпечатена. На 110-та страница од последните настани во македонскиот превод Елена Вајд ги запишала следниве зборови. Седма книга Библиски коментари, страна 980. Сега ќе ги прочитам само првата реченица, зборовите од првата реченица. Кога ќе дојде пробата, вели она, и јасно ќе се покаже што е жигот на зверот. Значи не треба некој да ви го толкува. Кога ќе дојде пробата, ќе се види, ќе се гледа, ќе се знае. А што е тоа? Кои се следните зборови што ги кажуваат овој цитат? Јас нема да ви ги кажам. Најдете ги сами. Се разбира, знаете на што мислел на Вајд, и што пишувала, и што кажувала, и што сме зборувале ние и од ова место. За тоа што е жигот на зверот. Но јас сакав само да ги нагласам овие зборови. Кога ќе дојде пробата, тогаш јасно ќе се види што е жигот на зверот. Че не треба да се толкува што е жигот на зверот, туку и ќе се гледа. Сега, мнозина гледаат во вакцината, го гледаат жигот на зверот. Но дали се гледа дека ова е жигот на зверот? Не, зошто не се гледа? Прво, затоа што нито една вакцина не се шприцува во чело. Жигот на зверот, читаме, се става каде? На чело и на десна рака. Раката може да помине со вакцина, нели? Ама не сум видел вакцина во чело. По што друго гледаме дека ова се уште не е жигот на зверот? По што друго гледаме? Според оно што го читаме. Дали се уште слушаме дека кој нема да биде вакциниран, нема да смее ниту да купува, тоа го слушнавме до сега? Не го слушнавме. Што слушнавме? Нема да смее да патува, нема да смее да излегува, да се дружи, ресторани, кафани, не знам што. Нема, ќе слави нови години како најконзервативните адвентисти, што значи нема да ги слави. Како што светот ја прослави последнава нова година, на пуритански начин, сега нема да фрлаат ни крст, замислете, у вторник. И тоа им го забранија. Ајде да видиме сега колку се верни староверците. Ако тоа беше навистина битно за верата, ако тоа е суштинско за верата, ќе треба да искочи цело православие да се буни, така? Но што гледаме и во Грција, и во Русија, овде каде не збориме, ние сме тука, занемарливо мала величина. Што гледаме? Гледаме дека водството и поголемиот дел од клериците на сите цркви молчат. Молчат покорно пред диктатот на своите влади. Забрана за Великден, забрана за Божик, забрана за водици. Како ќе помине следниот Великден? Останува да видиме. Но, што покажува Господ со сите овие нешта? Покажува дека поголемиот дел од христијанскиот свет или сега докажува и признава дека сите овие традиции и не се важни,
и може да се помине и без нив. Дури седете дома, не идете во црква, не се причестувајте, а значи и тоа не било важно. Или немојте ќе се заразите, немојте од иста лажичка ќе се заразите од значи сега верувате или не верувате дека е Христовото тело и Христовата крв во таа чаша? Ако навистина како ќе се заразите? А ако тврдите дека ќе се заразите, а тоа го тврдат патриарси, значи водачите на тие цркви, значи тогаш не е Христовото тело. Видите како ковидот стави многу маски на многу лица, ама она што е најубаво во ковидот е што ги симна маските од мнозина. Некои маски што се носеа со децени и со векови. Сега се на испит, повеќето православци сега докажуваат дека тоа што го тврделе или не е точно, или дека тие самите не го веруваат веќе. Катастрофа! Да не зборуваме, огнови немат, помина и паганштината беше забранета. Огнови, раки, забадник. И јас не слушнав, иако кај нас не може да се слушне во исламска држава чаир. Коледе леде, веќе поодамна не се слуша. Не знам како беше во другите општини. Мислам дека немаше, оваа година немаше. Забрана. Но, кога ќе биде во прашање Божиот закон, дали тогаш ќе се молчи? Ако тогаш замолчиме, значи и ние ќе докажеме тогаш дека не верувавме во сето она што со години, со децении и веќе 150 на години наназад го проповедавме. Испитот и пробата се пред нас. Нека Господ ни биде на помош и нека му е фала и слава вечно. Амин. Те благодариме, Господи, за Твојата голема заштита и милост. Те благодариме за Твојата голема љубов, со која што не љубиш, и исто колку што го љубиш Твојот совршен, безгрешен и возлюбен син. Те благодариме, Господи, и за сите Твои ветувања, и за сигурноста на пророчката реч, која што ги предвидела сите овие настани низ кои што сега живееме и поминуваме. Те благодариме за Твојата голема благодат со која што ќе ги заштитиш сите верни во овие тешки и последни искушенија и неволји кои што ни предстојат. Ние те молиме, очисти ги, Господи, нашите срца, простени ги сите гревови. Родине одново од Твојата жива реч и водине и чувајне во оваа нова седмица. За тоа те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.